Не, од све најпоќе што поштувам се радиоводителки. Имам слабост, жими една мајка, значи не можам. Абе, само кога ќе ги слушниш, оној гласон човече, вака, некоја емисија, не знам радио колку слушат, јас многу. Значи, само кога ја слушнам, точно е, 16 часа. Точно е 16 часа, 5 минути. О, сонце моје, дај ми уж 5 минути. Не може. Господе Боже, абе, за маж многу важно е вокалната поддршка. Кога ти водиш љубов, за маж тоа е многу важно, разбираш, да имат самогласки. Не можам прописно да ги направам, малолетни имат во публика. Сега си вика, граматика учиме. Да. Граматика, неправилни глаголи. Тоа е за мене нешто фантастично. Значи, само кога ја слушнам временска прогноза, да кажи, Господе. Дури не ја слушам шо зборови, кај мене во глава звучи времето ќе биде облачно, врнежливо, прекрасно за долго трајно водење љубов. Во доцните часови, Господе, зборови ми мило, сонце. Жена тоа да ослужни, знаеш, кој рече, ќе биде променливо, облачно. Што се препичвит, бре, оваја? Што имат сексиво, променливо, облачно? Немој да разбери жена, сваѓаш? Абе, јас не знам. Реклама да слушам најглупа на светот да е, на радио, со таков глас. Например, нешто од типот реклама за раткапни. Нема поглупо. Нешто што не ти треби во живот. Реклама за раткапни, само ги ја слушнам. Купете ги, раткапните на Џоле. Мјао, поседувај ме. И вози ме како сакаш. Господе, динар да немам во моментот, ќе одам кај лихвари, ќе заглавам 20.000 евра, сите раткапни има ги купам. Жими се најмило. И си викам сега, например, Охрид дека мал град, гарант некаде ќе ја сретниш типкава, ако е од Охрид. Сега од Скопје, ама замисли, например. Пошо мало градче, ваму таму негде, пример, на сендвичара, ќе се сретните гарант. Купиш сендвич и само слушаш таму. За мен еден чикен. Со повеќе мајонез. И си викам, Господе, небото се отвори, ова е судбината. Се вртиш, гарант грда ќе е. Па пошо в радио работи, никој не ја гледат. Абе, глас Памела Андерсон, тело внатрешна дупната од ФАП. А овие што се на телевизија, ТВ презентерки, тие се приказна сама за себе. Ама пред да преминам на нив, имат една пак што ичнеме бендисит во гласот, на радио. Не знам како се викат. Ќе се сетите гарант. Она кој ќе зборви човече не е човек, диносаурус е. Јас разбирам скопски да зборвиш, ама она не е ни скопски. Е вака, точно! 16 часа и 20. Ало, човече, си викам, шо е работава? Проблеми во детството ли? А овие пак на телевизија, кога ќе ги видиш, ТВ презентерка на вести, знаеш, и ваква, однос кон работите 0. Каже, 50 мина загинати во земјотресот во Токио, а јас пресекси. Се враќаме по рекламите. Знаеш, она си викам, човече, ова мајка, јас, например, емотивен сум, многу. Јас реклама да видам билборд, например, вулканизер Ѓорѓија. Одма емоција ме облеват. Си викам, Ѓорѓија, гарант, дете на разведени родители. Да. Во средно, прво го фатија на око, после на хероин. Ама се бореше, детето ево, успеа, вулканизер Ѓорѓија, ако не се расплачам пред билбордот, ево. Оваја човече, ништо, убиства ваму там, та пресекси. Ми се чини дека детево да и се јавит, пример, играт фудбал пред зграда, сваќаш да и се јавит по телефон. Ало, мамо, игравте фудбал, одете
Ова нема да реагираат ко мајка, ќе му речат: "Ало, колега сине, очекуваме повеќе информации од теренот. Се враќаме по рекламите."